Ова не се снимки од хорор филм. Ова се реалните услови во кои живеат луѓето кои што се сместени по македонските затвори. Не е секаде исто, некои се полоши од другите, но во затворот од Ризово се чини е најлошо. Барем според сите извештаи кои досега се направени. Реагираше и Хелсиншкиот комитет, а реагираше и Народниот правобранител. Според тоа што тие го забележале таму, условите во кои живеат затворениците во стариот дел од затворот се под секое човечко достоинство. Имало мувла, имало неподнослива смрдеа, немало вециње, тоалетите немале никаква хигиена, а затворениците се туширале во импровизирани тушеви со кофи кои што самите ги направиле. Но се чини дека најгорлив проблем, освен хигиената и сместувањето, е здравствените услуги кои што ги добиваат затворениците, односно речиси и да ги нема. Во затворот Идризово и во останатите затвори има вработено лекари, но тие се за основните потреби, односно за примарната заштита, да им дадат некој лек доколку ги боли стомак и така натака, но и овие лекови ги нема доволно. Но најголем проблем се чини што нема доволно вработени, односно лекарот во затворите работи само во текот на неделата, значи не работи за викенди, работи само до 3,5-4 часот. Доколку се случи нешто потоа, ќе мора да се вика брза помош за да им се помогне на затворениците. Токму поради ова се чини дека има голем број на затвореници кои што имаат здравствени проблеми. Најпознат во јавноста во последно време е Боки 13, кој што влезе во затворот со комплицирана операција на желудникот, но состојбата му се влоши драстично откако беше преместен да ја служува казната во затвореното оделение кое што е од стар тип зграда и овие услови за кои што говоревме досега. Токму поради тоа, велат неговите адвокати, неговата состојба му се влошила до тој степен што веќе е животно загрижувачка. На 2 ноември е констатирано влошување во размери кое процениле лекарите специјалисти дека тој треба повторно да биде задржан на болничко лекување. Бидејќи очигледно дека во затворските услови тоа нема да може да се направи, а доказ за тоа е дека само за непол месец него му е драматично влошена здравствената состојба токму поради неприменувањето, односно немање елементарни услови за примена на здравствениот режим кој е пропишан од лекарите специјалисти. Македонија е на 8-то место во светот по смртност во затворите. Токму поради тоа адвокатите на Боки 13 се прашуваат дали затворскиот систем можеби ќе го умре Боки 13 во затвор. Затоа тие побара да се направи прекин на неговата казна. Велат дека ова не е барање да биде тој пуштен на слобода. Напротив, ова барање не му е во корист, затоа што кога ќе му се поправи здравствената состојба, тој ќе мора да се врати да ги отслужи сите денови. Значи во прекинот не се сметаат деновите дека како да бил во затвор, туку ќе мора да се ги отслужи повторно. Доколку поради неприменувањето на строгите здравствени режими на исхрана и лекување може да дојде до хируршка интервенција која ќе резултира со отстранување на желудникот, а истото ќе биде како операција и хируршка интервенција неизвестно по животот на пациентот. Од сите овие причини ние побаравме и бараме прекин на издржување на казна затвор, бидејќи со прекинот на издржувањето на казната фактички не тече времето од казната, туку се бара прекин токму поради санирањето на здравствената состојба, бидејќи сите специјалистички извештаи кои ги имаме и конзилијарното мислење, препораката е да се продолжи лекувањето во домашни услови, бидејќи тоа е единствениот начин да се санира неговата здравствена состојба. Секој затвореник кој што се огрешил законот, општеството, државата треба да се отслужи својата казна, тука нема воопшто муабет да се прави. Но сепак, условите во кои служува таа казна треба да се барем достоинствени. Во овие затвори има луѓе кои што лежат и за убиство, има луѓе за кражби, има луѓе и за сообраќајни несреќи или економски криминал и така натака. Треба да се има барем минимум достоинствени услови за да ја издржат својата казна. Македонија кажа дека прави напори да ги промени условите во затворите, но тешко ни оди. Не остасуваат пари, а изгледа и не е баш некој голем приоритет.